Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во време на криза презема навремени и ефикасни мерки за поддршка на граѓаните и домашната економија. Пакетот од 26 мерки во вредност од 400 милиони евра е во насока на заштита на стандардот на граѓаните и помош на компаниите да ја задржат својата ликвидност и конкурентност. Благодарение на овие мерки, денес горивата во нашата држава се најевтини во регионот. Преку пакетот мерки, веќе со мартовската пензија ќе започне исплатата на дополнителни 1000 динари за пензионерите и таа ќе трае во следните 3 месеци. Идентична помош ќе добиваат и околу 36.000 семејства приматели на гарантирана минимална помош. Освен за граѓаните, сериозна поддршка е предвидена и за домашните компании, особено преку Развојната банка, како што се субвенционирање на договорна каматна стапка по кредити дадени од комерцијалните банки на деловни субјекти кои ќе ја им реинвестираат добивката за 2021 година. Финансиска поддршка преку директно кредитирање од Развојната банка. Финансиска поддршка преку комерцијалните банки со бескаматни кредити за обртни средства, како и користење на гарантниот фонд преку Развојна банка на Северна Македонија. Сите овие мерки, како и претходните, даваат реални и видливи резултати. Во време на криза растат платите, а минималната плата расте на 18.000 динари. Стапката на невработеност е под 16%. СДСМ, преку институциите што ги предводи, продолжува со реализација на мерки и политики кои обезбедуваат повисок животен стандард за граѓаните и стабилна развојна економија. Ви благодарам.